Добре дојде, тато. Добро ве најдов, ќерко. Сине, кажи што се случи. Ништо посебно, мамо. Се сретнав со еден насилен возач во сообраќајот. Се расправавме и го удрив неколку пати. И онака бев изнервирам веќе од сообраќајот. Човекот ми го запомнил бројот на табличките и ме пријавил во полиција и тоа е се. Кажи да ти подготват нешто да јадеш. Не треба, ќерко, не сум гладен. Ќе се качам во соба. И ќе одам, ќе одморам, малку уморен сум. Ајде, добра ноќ на сите. Фала му на Бога што не било сериозно. Сепак татко ми сгреши. Луѓето денес сите возат со без. Како може да излезеш од кола и да удариш некого? Јас веќе ќе си одам дома. Остани барем за вечера, тето. Душо, никој нема веќе апетит. Ќе ти правам друштво. Ајде се гледаме. Се гледаме, тето. Добра ноќ. Убава вечер. Кажи го тоа што сакаш да го кажеш. Знам дека обожуваш да ме критикуваш постојано. Не обожувам, Керим. А ако сакав да те критикувам, ќе го направев тоа отворено. Не морам никому детално да се објаснувам. А и да ме критикуваш, тоа мене воопшто не ми значи да бидам искрен, Селда. Свесен си дека ова е неправедно? Ни збор не кажав јас пред тебе. Точно. Ништо не кажа, ама погледот полн со подценување кажува што навистина мислиш во главата. Не можеш да го скриеш фактот дека ме осудуваш што сум се тепал по улици како некој млад дивјак и сум завршил во полиција. Јасно ми е се, без да кажеш. Да. Затоа што точно така и мислам. Ти си оженет човек, а имаш и деца. Треба да им бидеш пример на тие деца. Селда, во рете, јас не сум совршен човек како тебе. Понекогаш чувствата и гневот ме совладуваат едноставно, ме разбираш ли? А уште тоа што ме нарече само бендисана воопшто не ми се допадна, да знаеш. Епа, ако сакаш да бидеме искрени, и мене не ми се допаѓа начинот на кој што сега ми зборуваш, Селда. Ти си неправеден кон мене. Буквално ја истораш својата лутина и омраза врз мене. Таков си периодов. Селда, имав премногу тежок ден, ме разбираш? Те молам да не се расправаме. Што му е на човеков? Секој момент му е различен. Ти уште не си заспана? Не спијам, Керко, загрижена сум. Што се случи, ајде? Ке ти раскажам, чекај. Тој лудакот Акиф ме побара. Рече дека Керим е во полиција. Зарем господинот Керим заврши во полиција поради нас? Не прашувај. Што не снајде, лелелеле. Утре сите жени од куќата ќе скокнат врз нас, ќе видиш. Не верувам. Сигурно Керим нема да сака да се дознае дека поради мене се степал со тој човек. А зошто те бараше Акиф? Па што знам. Сакаше да ми каже донеси ги документите, инаку нема да го пуштам Керим од полиција, нема да ја повлечам тужбата, тоа го викаше цело време. Му ги даде ли документите? Се разбира дека не ги дадов. Пред да излезам, отидов кај Керим во соба. Направив убави фотокопии од документите. Ај, мамо, Акиф е толку наивен, што си мисли дека му ги дадов оригиналите. Керко, сакам нешто да ти кажам. Мислам дека треба што поскоро да ја поправиш ситуацијата со Акиф. Не верувам дека сака да има нешто со мене повеќе. Очигледно успеал да изнуди пари од Керим. Јас ги зедов копиите за секој случај, да знаеш. Кирко, знаеш ли што? Ако сакаш, можеш Акиф да го вртиш околу малиот прст. Што сакаш да кажеш? Зарем не сакаше да најдеш пропуск кај госпоѓата Селда?
Секако дека сакам. Ако го пуштиш Акив по неа и тој да и најде некаков пропуст, тогаш ќе ти биде многу полесно да го придобиеш Керимбек. Браво, мамо. Навистина. Добро утро, Туба. Добро утро, бабичке. Сакав да ја испратам Мирием, ама не се разбудив. Ти отидоа многу рано. Ти беше будна? Не можев да спијам, бабичке. Мислев на татко ми. Не гледаше право во очи и не лажеше, баба. Керко, морал така за да не се свати погрешно. Па секако дека ќе сватиме погрешно, бабичке. Се тепа по улици поради Несрин. Керко, Тивко, сакаш мајка ти да слушне? Па нека слушне. Доста е веќе, нека си оди таа девојка од оваа куќа, значи? Керко, зборуваш глупости. Ако мајка ти го чуе, тоа ќе се скара со татко ти, а тогаш Несрин ќе излезе како победник, тоа ли го сакаш? Зошто толку се плашиме од таа девојка, бабичке? Зошто да не ја кажеме на мајка ми какви цели има и нека си оди од тука? Мината обврска е тешка работа, Керко. Татко ти никогаш нема да прифати да ги избрка. Јас да сум на негово место, одамна ќе ги имав избркано, ама... Ајде да ги преместиме во помошната куќа, потоа ќе видиме понатаму. Знаев уште кога дојде во оваа куќа, знаев, реков дека ќе ни донесе проблеми. Не зборувај премногу за тоа, душо. Колку повеќе се зборува на секоја тема, толку повеќе им се чини нормална на луѓето. Да не ги охрабруваме многу. Добро утро. Добро утро. Дали сакате појадокот да биде тука или да биде во дневната? Подгответе тука, бидејќи синоќа никој не јадеше. Нека биде готов појадокот кога ќе се разбудат. Во ред, госпоѓа. Сакам со Бирен да разговарам. Джем. Добро утро. Добар ден. Каде одиш толку рано? Па се јавив за една огласена работа во дневниот печат и одам таму се. Одлично. Дај Боже да ти успее. Дај Боже, ќе видиме. Ти работиш за викенди? Не, инаку не работам, но господја Берен имала нешто во фирмата до пладне. Ми рече да не доаѓам, ама не можев така, па ќе одам. Баш убаво. Си ја сакаш работата. Прекрасно е кога човек го работи тоа што го сака, знаеш. Се надевам и ти ќе најдеш работа што ја сакаш. Ајде, не се грижи за тоа со кредитот. Ќе земам од некаде, ќе се снајдам, уживај. Джем, ти добро знаеш дека не се грижам за кредитот. И тоа веќе не е проблем. Откако почнав да работам и во кафулето, заработувам многу пари. Јас ќе отплатам, а кога ти ќе најдеш работа, ќе ми ги вратиш. Зенеп, ти си навистина добар пријател. Навистина. Не претерувај, Джем. Се имаш видено со Несрин? Па и не баш. Таа веќе работи во таа куќа, нема врска со фирмата. Ајде, сега немој да ми кажеш дека таа е таму слуѓинка и слугува само на сите. Особено со Фатма, значи таа прво нема да дозволи. Повторно го осудуваш девојчето. Ајде веќе престани да ја браниш, значи Зейнеп, штом ќе се спомне Несрин, веднаш ме прекинуваш. И ти престани да ја озборуваш, сестра, ти престани веќе. Какво озборување, јас само вистина зборувам. Джем, сепак вие сте брат и сестра. Немате никој друг освен еден со друг. Доста беше со оваа караница? Да не даде Бог таква сестра. И таа нејзина мајка. Заедно си секоја измама ја прават. Ке видиш, тој само бендисаниот Керим и тој ќе биде наместен, не се секирај. Ке видиш.
Рано или доцна ќе му го расипат домот. Уште тие не се свесни што им влегло дома. Кога ќе дојде време ќе ме разбереш, Зейнеп. Ајде се гледаме. Джем има право. Несрин сигурно нешто плетка. И господин Кирим е во мислите. Влези туба. Сакам да разговараме нешто пред да одиш на работа. Дојди. Таа твојата асистентка? Зейнеп. Да. Види, синоќа Несрин одеднаш исчезна. Мајка ѝ рече дека Зейнеп се разболела, потишла кај неа. Жал ми е, значи се разболела? Хајде па те молам, не е болна. Измисли изговор за да излезе од куќата. Ти од каде знаеш дека лаже? Може би е вистина туба. Знам дека лаже, затоа што синоќа дојде заедно со татко ми. Додека тој се враќаше дома, таа трчаше кон дворот. Може би ја сретнал на пат и ја донал дома, аман туба и ти сега. Не разбираш? Ти кажувам дека била со татко ми. Очигледно е дека му се врти околу него. Добро, смири се малку. Ти ова со Несрин го претвори во обсесија, значи. Татко ми вчера беше во полиција, како можела да биде со него? Затоа што поради Несрин завршил таму. Поради таа девојка тепал некој и заврши во полиција. Туба, ти што зборуваш? Добро, ќе ти објаснам се, само мајка ми да не дознае. Влези. Добро утро, госпоѓо Селда. Добро утро, Несрин. Јас се извинувам што вака ве вознемирувам, ама не можев да чекам да се симнете. Морам да ве прашам нешто многу важно. Зашто? Знам дека не сакате многу да давам повремено отсуство, ама ме побара агент за недвижности и се појавил купувач за куќата и морам веднаш да одам таму. Несрин, твоите работи никогаш не завршуваат. Имате право, да. Ама откако почина татко ми, сите документи мене ми преостанаа, затоа... Во ред. Разбирам, оди, не грижи се. Ви благодарам. А добро, што ќе правиш кога ќе ја продадат куќата? Мислев дека се плашиш од брат ти затоа. Да, се плашам, ама и покрај тоа морам да одам. Куќата мора што побрзо да се продаде, немам друг избор. Во ред. Зошто дојде Несрин? Се појавил купувач за нивната куќа, побара дозвола да оди. Несрин ги води сите работи на незиниот татко, Селда. Биди малку пофлексибилна кога бара дозвола од тебе. Знаеш дека мајка ми се има закачена, така? Во ред, ти не се грижи. Додам доле, имам работа. И јас ќе дојдам малку подоцна. Јас не сум толку слаб човек. Морам да си ги контролирам чувствата. Дали татко ми заврши во полиција поради Несрин? Сите ли не излажа? Токму така, душа. Може би се плашал дека ќе го осудиме, па затоа не ни ја кажа вистината. Бере, не ми се допаѓа на каде оди работава. Татко ми никогаш своето семејство не го лажал поради ништо. Сега поради таа девојка те пачува. Ама татко ми не ја цени, туку незиниот покоен татко го ценеше туба. Ма не ми е јасно, Берен, ти како слепа да си зарем не приметуваш ништо, Берен, ништо не гледаш, а? Ти и мајка ти во друг свет да живеете, отворете ги очите. Душо, смири се малку. Нема да се смирам, ќе ја тргнеме таа девојка до корината на татко ми и точка. Добро, добро. Ајде прво да не осудуваме без докази. Ќе зборувам со Зейнеп и ќе проверам дали навистина беше болна синоќа, добро? Ако не била, ќе ја соочиме со вистината. Се е лесно, те молам, смири се. Добро. Извини за така што викав. Нема потреба да ми се извинуваш, Душо, во право си. Поради Али во последно време многу малку време поминувам дома.
И јас да го видев татко ми како што ти го виде, и јас ке се загрижев исто како тебе. Не, јас нема да се смирам додека не ја дознаем вистината. Добро, но тоа не можеме да го зборуваме со татко ми. Треба да разговараме со Несрин. Види, остави го тоа на мене, важи? Да не ја налутиме Несрин, па да истрча кај татко ми од нигде никаде, те молам. Гледај само, бре. Ви гледај каква неволја е. Ќе полудам јас, ми нема трпение веќе, не? Ке излегуваш ли? Да, денес воопшто не ми се работи. Последен убав појадок ќе одам во кино, можеби. Ви посакувам лесна работа. Оваа девојка навистина е опасна. Несрин навистина е опасна девојка. Немој да се закачеш со неа да им не ќе извлечеш дебел крај. Ми рекоа дека ќе ја превземам задачата на Меријем. Не сакам да се расправам со Несрин, само сакам да работи како што треба. Не гледаш колкава е куќата, секој треба да си ја врши работата. Ако го реков дека е опасна девојка, не мислев дека јас се плашам од неа. Само мислам дека е самоуверена од незнаење. Нема да ја убедиш да работи. Дури ни господјата Султан не успеа во тоа. Тогаш незината мајка нека работи двојно ипак душа. И за себе и за неа. Во куќата со толку луѓе не планирам да вработувам на дворешна чистачка како Меријам. Зошто се смееш ти сега? Не очекував дека си толку дисциплинирана да доимена. Господја Фатма овој пат најде на тврторев. Душо, јас дури со господја Хандан се справувам, па зарам со овие нема да можам. Ајде, овие разговори не завршуваат, ти носи ги тие работи, јас ќе дојдам по тебе. Зенеп. Добро утро. Добро утро, господин Али. Берен денес нема да дојде. Ти зошто си овде? Господица Берен рече дека допладне некои работи што треба да ги заврши и дека не треба мама. Не сакав да остане сама, затоа дојдов. Добро си направила. Всушност мило ми е што те видов. Сакав да разговарам со тебе за една работа. За работа? Не, за Несрин. Ало? Добро утро, Шуле. Добро утро, Несрин. А зошто си без дифти? Трчав. Аман, внимавај. Ако некој те види дека трчаш, ке свати дека воопшто не си бремена. Ајде те молам, кој ќе ме види во големиот Истанбул? Ништо не се знае, душо. Додека Али не е тука, ќе си го живеам животот, се разбира. Ако се правам дека сум постојано бремена, ќе полудам. Тоа е твоја одлука, ти си знаеш најдобро. Јас те барам за друго нешто, Шуле. Ми треба твојата помош. Зашто тоа? Ако си слободна да се сретнеме попладне, може? Може би ќе се видам со Али, ако сакаш сега да се видиме, јас можам. Не, сега имам митна работа што морам да ја завршам, само попладне ќе можам. Добро тогаш, кога ќе завршиш, јави ми се.
Добро, важи. Види, јас навистина ништо не знам за Акив. Зейнеп, види. Акив поради Несрин стана проблем за цело семејство. Мора да ми кажеш што знаеш. Господин Али, верувајте, ако знаев ќе ви кажев. Ама ништо не знам. Види, откако почна да работиш тука, сигурно си видела какви луѓе се господин Керим и господица Берен. Зборуваме за едни честни и добри луѓе. И покрај тоа што немаше никакво искуство, Берен пак те вработи, нели? Запрашај се, кој друг во оваа компанија би го направил тоа? Можеше да земе асистент со високо образование, со јазици, ама сепак те избра тебе. Јас тоа веќе го знам, нема... Ама воопшто нема потреба да ми повторувате. Добро, тогаш сакаш ли да им се случи нешто лошо на овие добри луѓе, Зейнеп? Не, се разбира дека не сакам. Па тогаш, Зейнеп, кажи ми се што знаеш за Акив. Зошто не остава Несрин на мир? Што има меѓу нив? Ама... Акив сакаше да се ожени со Несрин. Не, Зейнеп. Има нешто друго и мислам дека ти многу добро го знаеш тоа. И те молам, не ми го троши времето, кажи ми се што знаеш. Да... Има некои документи кај Несрин поврзани со Акив. Затоа и тој не престанува да ја следи. И таа постојано му бега. Кажи ми од почеток, ама убаво објасни ми. Ама, господине, ако дознае Несрин дека сум ви кажала, ќе ме убие. Немој да се грижиш, нема да те вплеткам. Добро утро, сине. Добро утро, мамо. Ќе бидеш ли дома денес? Не знам, мамо. Сина ни Берен каде се? Сина не во собата, Берен во компанијата. Во сабота ли се оди на работа? И онака не ја ни гледаме повеќе. Рече дека до пладне ќе се врати, баба. Туба, тебе што ти е душа моја, тажна си нешто? Не, Тогаш зошто си толку намуртена? нема причина да бидам весела. Пријатен апетит, јас ќе одам во соба. Ти благодарам. Што е, кажете ми, поради она што се случи вчера е вака лута или нешто друго е? Не мислам така. А кажете ми, знае некој од кога моето однесување почна да се преиспитува од моите родени деца? Пред вработените не зборуве за овие работи, Керим. Ќе зборувам кога сакам и како сакам во сопствениот мој дом, Селда. Смирите се. Без никаква причина, зошто се јадете меѓусебно? Мамо, не знам зошто, но Керим од синоќ ја прави вакви непотребни испади. Јасно е. Повторно нема да можем да поминам мирен ден во сопствениот дом. Сине, ништо не јадеше, каде одиш? Немој мене да ме гледаш, мамо, не реков јас ништо лошо. Во шок сум. Прв пат го гледам овој дом, толку многу напнат. Да, сега одам да го видам Акив, бато Хасан. Сакам да бидам сигурен дека веќе нема да се врти околу Чичко Керим. Ќе разговараме кога ќе се вратам. Ова нели е девојката што Хусин ми рече да ја следам?
О, Нестрин, што се случува? Мислев го напушти овој крај овде. Сигурна сум дека знаеш зошто сум тука. Еј, што правиш? Млада девојка си, не сакам да стоиш тука. Јас треба да се сретнам со Акив. Добро, оди во чеџилницата долу и чекај. Ќе го повикам Акиф и ќе го испратам таму да дојде. Не, ќе го чекам јас тука. Тогаш ќе чекаш многу, Нестрин. Не сакам да имам скандал пред моето кафуле и онака имаше доволно проблеми. Во ред, добро. Ќе бидам во чајджилницата, ќе го чекам таму. Само кажи му, немам многу време. Добро утро. Добро утро, Зейнеп. Не знаев дека си во фирмата, кога дојдов не беше на масата. Денес излегов без да појадувам, па се симнав доле нешто да каснам. Добро е што си тука. Мислев дека нема да дојдеш, па планирав да те побарам. Ама нели вчера ви реков дека ќе дојдам? Вчера вечер те однеле во болница. Ме однеле во болница? Не те ли однесоа? Несрин рече дека синоќа многу ти се слушило и те однеле во болница. Но гледам дека си сосема добро. Всушност, малку ми се слоши мене, ама сега сум сосема добра. Не беше ништо сериозно, навистина малку. Лажеш за да ја заштитиш пријателката Зейнеп и тоа не е во ред. Не вреди да се лаже за никого. Што се обидуваш ти да сториш? Ако мислиш на тоа што се случи пред малку долу, Не можеш така да се однесуваш со татко ти. а тој имаше храброст да лаже пред сите, а? Тоа за една слугинка која може да му е ќерка по години. Да не сум те слушнала како зборуваш така. Ти реков да не го покажуваш тоа што го мислиш. Додека постои ова големо чувство на благодарност, зошто вака го напаѓате таткови, а? Зарем не ви реков дека јас се ќе решам? Бабо, не можам јас да прифатам дека татко ми лаже да ја заштити таа девојка. Не ти припаѓа тебе да го критикуваш татко ти. Во овој дом не се случуваат добри работи. И мајка ви и татко ви многу се напнати. Ако уште и поради вас се скараат, знаеш ли што ќе се случи? Ќе победи таа што ја нарекувате слугинка. Малку размислувајте. Добро утро. Благодарам. Благодарам. Зошто не ми се јавивте? Знаеш дека ние јадеме веднаш по појадокот на семејството. Ако дојдеше? Па бидејќи Несри не е дома, решив малку да ја средам куќата да не ни зборуваат пака. Епек стави ми една чаша чај. Ајде, не кажувај ништо, те молам. Па мајка сум ти јас по години. Од една чаша чај нема да изгубиш ништо. Даде Фатма, не баре повеќе од Дипек такви работи, договорено? Таа не ти е слугинка. Што кажав сега, бе? Само чаша чај побарав? Кога твојата ќерка не ти дава чај, зошто би ти давала Ипек, кажи ми, а? Што ти е тебе, Емине? Уште рано забајле јазикот и стана како кожарска лента. Даде Фатма, слушај. Ми рекоа дека ќе ја превземам работата на Меријам. Од сега сум одговорна за вас. Нема да ви дозволам да ја понижувате Ипек. Доста веќе. Ипек горе, Ипек долу. Што е ова, бе? Што е? Шш, ќе собереш луѓе против неа?
Што има толку посебно кај таа девојка, а? Што има толку посебно? Ајде кажи ми, а? Зошто ја чувате така во раце? Се разбира, нема ништо особено. Ипек е само сиромашно девојче. Не сакам да биде повредена и тоа е се. Каде е овој човек? Ни телефонот не го крева. Здраво, добре дојде. Здраво, што стана? Пиштолот го зема жена ти? Не, жал ми е, не го земав. Па зошто ме повика толку итно тогаш? Затоа што не можев да ти го кажам преку телефон. Мислев дека го донесе пиштолот. Кажи побрзо што имаш. Имам работа. Мене ми треба пиштол. Ти лут ли си бе? За какво оружје зборуваш? Што ти е, полуде? Не викај бе. Види, го сакам оружјето за Ајша да исплашам. Бегај бе, ако чуе газдата, главата ќе ни ја скине. Седи. Ако ми дадеш оружје, Хусейн, и ќе го земам другото најше, ем ќе ја исплашам за пак да се врати дома. Спијам по улици, бе. Погледни ме, се што заработувам ги давам за да преживеам. Ако направиш некоја лудост со тоа оружје, ќе пропадне, бе. Не грижи се, не сум толку глуп да си направам проблеми. Мене само ми треба оружје и да имам кров над главата. Толку. Да размислам. Ајше, мори. Ме посрамоти пред сите. Мислиш ке ти простам за тоа? Повелете, Здраво, Берен. со кое право ме бараш, Назим? Многу размислував и сватив дека поради Али јас направив неправда кон тебе. Нашето пријателство го... Пријателство? Со некој како тебе никогаш не би била пријател. Ти навистина си многу болен. Навистина треба да се лечиш. Не ме баре повеќе, Назим, дали ме разбра? Ненормален. Од овој проблем изгледа нема бегање. Ај, ако татко ми дознае, ќе полуди. Денес е викенд. Сигурно е некаде тука. Сигурно е околу куќата. Прво мерим, сега е мене. Зашто толку ја штитат оваа девојка, не разбирам. Може би затоа што им е жал. Рекла дека е сирота, очувот ја тепа и глуми нестрекна оваќа волица. Ај, да Миријам, многу е добро што ги засадила овие, навистина многу корист имаме. Да, прекрасно мирисаат. И пек, колку време има откако мајка ти се омажи? Зошто прашуваш? Па не знам, ме интересираше. Не е одамна. 1-2 години. Значи, кога мајка ти се омажи, ти веќе беше порасната, така? Што сакаш да кажеш со тоа? Што да сакам да кажам? Толку млада, а бараш работа со преноќување, се прашувам дали има некаков проблем, може би со очувот, може би, не знам. Не знам, може би таков проблем да има, не знам, така ми изгледа мене. Ми требаат пари. Јас живеам подалеку од тука. Затоа, за да не одам и се враќам, пологично е да останам тука.
И ние живеевме во вашата мала Ипек. Не е толку далеку. Ајде веќе кажи што ти паѓа на паметот, Фатма. Што се вртиш наоколу? Зашто се лутиш па ти? Нормално прашање поставив, што знам, може би девојката па има некаков проблем, не знам, ако има очу. Знаеш, денес има многу бездушни мажи, што злостуваат и деца и може би Ипек има таков очув. Само прашувам, јас не знам девојчето може би таков да има проблем, па ете сега јас да си прашам. Затвори ја устата! Што ти е гајле тебе за мојот живот? Што ти е гајле за мојот очув? Што ти е тебе, ма? Само човечки те прашав јас нешто. Не ми треба твојата човечност на мене. Ипек, смири се, душо, добро смири се. Престани веќе. Со тоа тело на дете што толку се дереш, а? Очигледно е дека очувот е злоставувал, нели, Ипек? Ај, сега цела лутина е истораш врз нас. Така ли, Ипек, така ли е? Кажи ни, ајде, кажи ни. Доста е! Уште еднаш ако се обидеш да ме провоцираш, ќе те убијам јас тебе! Гледаш ли мене? Гледаш ли? Полудела ова, полудела мене, полудела ова. Ипек, за Бога, не обрнува внимание на таа безобразна жена. Безобразна ли? Знаеш ли што зборуваш? Ми се заканува, а ти држиш страна, како не те е срам. Зошто толку те интересира животот на другите луѓе? Ке видите вие што ќе направам. Веќе не можам да ги поднесувам вашите навреди. Ако се викам Фатма, ќе ги кажам сите овие работи една по една на господјата Султан. И тогаш ќе видиш, немам веќе сила јас да ги трпам твоите навреди. Не зборуве глупости, Фатма, нема ништо за господја Султан, престани. Молчи! Ипек, што правиш ти? Дали си луда? Како можеш да извадиш нож на жената? Добро, смири се, помина, ајде. Стисни ми ја раката, помина, добра, помина. Помина. Ипек се обиде да ме убие. Едва се спаси под неа, ми извади нож. Што ти извади нож? Да. Не, ама јас веќе не можам ова да го поднесувам, не издржувам повеќе, доста беше, што беше ова? Господја Султана. Повелете. Ипек се обиде да ме убие. Молам. Фала му на Бога. Ако уште малку доцнеше, ќе си одев да знаеш. Секако. Една дама како тебе не може да прифати да чека, не е ли така? Точно така. Особено нема да чекам некој човек како што си ти. Со мене немој така да зборуваш. После се што се случи, очекуваш со тебе да зборувам љубезно, така ли? Зошто ме повика? Ми требаше помош од некого и ете, ти ми падна на памет. Всушност, ти си најалчниот човек што го познавам. Верувај, јас не сум алчен колку тебе, Несрин. Ајде, сега остави ги на страна препирките. Види сега, имам една понуда за тебе. На крај двајцата ќе имаме корист. Каква понуда? Прво мораш да ми ветиш дека ќе бидеш мој доверлив човек. Што и да се случи, нема да ме издадеш. Слушај, само да не е некое убиство. Убиство, да. Ај, не се плаши, нема убиство ни ништо такво А слично. од што јас да се плашам? А Боже, ај кажи што имаш да кажеш. Се сеќаваш на куќата каде што работам како слугинка? Да? Сакам да станам господарка на таа куќа. Како ќе го направиш тоа ти, господице? Со твоја помош, благодарение на тебе. Затоа и си тука. Абе, што можам јас да направам? Човеков е веќе оженет. Тоа е невозможно. Затоа и ти велам, помогни му да се разведе. Слушај, Несрин, малку е чудно да дојдеш кај некој што сакаше да се ожени со тебе и да му даваш ваква понуда, нели? Ако се оженеше со мене, Акив ќе ти донесев само неволји. Јас имам многу поинакви соништа. Види, ако ми помогнеш и ти ќе имаш корист, искрено ти кажувам. Следи ја жената на господинот Керим, најди некоја слаба точка и остави го остатокот на мене. Ајде, Акив. Здраво живо, Несрин. Ти со овој човек се здружи и сега кроите заговор против мој чичко.
Али? Што бараш ти тука? Боже, тоа требаше јас тебе да те прашам. Абе, пријателе, ти проблем да не сакаш. Ти молчи, бе. Што зборуваш ти, бе? Седи на место. Али, види, навистина не е како што мислиш ти. Со тебе подоцна ќе разговараме, господјо. За ово што го правиш тука ќе одговараш пред мојот чичко. Слушај, момче. Доаѓаш овде, викаш, не напаѓаш. Прво треба да ме слушнеш. Што имам да ти кажам? Види го ти него. Господинот Акив, кој што се уцени заработува пари, сега мене ми држи лекции овде. Правете како што сакате. Акив, чекај, застани. Зошто не кажуваш дека те повикав овде за да стоиш подалеку од мене? Зошто си одиш без да објасниш? И да ти кажам, нема да ме разбереш. Што е, Несрин? И на пријателот не му е гајле многу за тебе, така? Тој човек не е мој пријател. Тогаш што бараш овде, Несрин, а? Пред 2 дена плачеше дека те киднапирал човекот. Сега пак со каква храбро седиш и пиеш чај со него? Али, слушај ме една минута, те молам. Види, јас го повикав Акив овде за да не се повтори тоа што се случи вчера. Немав друга намера, ти се колнам. Несрин, изгледа вие двајца соработувате, нели? Ама не ми е јасно што зборуваш. И кога дојде на масата, истото го зборуваше. Што сакаш да кажеш со тоа, објасни ми. Многу е јасно што сакам да кажам, Несрин. Прво ни кажуваше приказни дека Акив те киднапирал, а сега правите планови за заработка на пари. Не, јас никогаш не би направила такво нешто. Ако сакаш, прашај ги луѓето во малото. Сите знаат колку го мразам Акив, сите знаат. Тогаш ќе ми кажеш што беа тие документи што му ги даде на Акив. Слушај, Несрин, ако ти правиш планови за да изнудиш пари, јас ќе ти се одмаздам. А и пред мене, чичко Керим ќе те уништи, да знаеш. Али, те молам, види, навистина не е како што мислиш ти, вистината ти ја зборувам. Те молам, не кажувај му на господинот Керим дека ме виде овде со Акив. Во таа куќа никој освен него не ме заштитува, никој. Јас никогаш не би го изневерила него. Па тогаш, објасни што беа тие документи што му ги даде на Акив. Очигледно вчера пред полициска станица тој те повикал. Што е, пријателе? Изгледа ти треба мир? Оставите, молам. Се надевам Озлем нема да се налути што те викнав овде. Сепак од денес е викенд. Мајката на Озле малку е болна. Отиде кај неа рано наутро. Со лесно нека е. Благодарам. Керим, има некаков проблем? Не. Сакав малку да подишам морски воздух. Си реков да позборуваме малку. Утрово требаше порано да излеземе со чамецот. Нема потреба, Хасан. Нема потреба. Тогаш добро. Ајде да одиме на Босфор да каснеме нешто убаво. Не, за тоа не можам да речам не. Што и рече на Селда за синоќа? А што да и речам, изложав се. Реков дека сум се расправал со некој во сообраќајот и тој го запишал регистарскиот број и пријавил. Па тоа ти е најдобра опција. Како е тоа најдобро, Хасан? Го лажам и го гледам во очи моето сопствено семејство, ти велам. Немав ни храброст да им кажам дека поради Несрин сум завршил во полиција, дека заради неа била целата ситуација. Не грижи се толку, Керим. Ова не ти е првата лага кога станува збор за Несрин. Чекај. Што сакаш да кажеш ти со тоа? Керим, имаш чувства кон Несрин и постојано ги негираш, а тоа е лага. Лага е. Нели сум во право? Те гледам, вака изгледаш многу вознемирено. Дури ни дома не можеш да седиш за време на викенд. Гледај се излегол надвор. Баш убаво, продолжувај да ми ги кажуваш сите овие работи, може ли? Со ваков немир не можеш да живееш, Керим. Тргни ја девојката од куќата. Не можам. Дадов збор веќе, Хасан. Како ќе живееш вака? Не знам, навистина. Во куќата немам мир повеќе. Секој ден постојано се плашам дека некој ќе дознае нешто. Но вие со Несрин немате ништо. Што има луѓето да знаат за вас? Добро, немаме ништо, се разбира. Ама се плашам дека ќе ги откриам моите чувства и ќе ги знаат сите. Нема што повеќе да ти кажам, Керим. Во многу тешка ситуација си, но решението мораш сам да си го најдеш. Добро анализирај ги чувствата кон Несрин и донеси правилно решение.
Нема што јас да одлучувам. Јас сум оженет со Селда и тоа така и ќе остане, се разбира. Тоа што го почувствував кон Несрин е само привремено, сигурно поради незината безпомошност и тоа е се, едноставно таков период. Вака мислам, да ја затвориме оваа тема. И онака, овој период ти беше ужасен. Ајде да одиме со чамецот, да јадеме нешто убаво, да се напиеме неколку чаши, да избистриме главата. Што велиш? Добра идеја, навистина. Ајде. Ајде.